Да продолжиме вечер со нашата тема. Само да напоменам кратко. Мејата сабота кога зборував за теолошки утки во и лекцијата од минатата сабота и лекцијата од предминатата сабота, имав една дискусија тука со двајца верници веднаш после богослужението, надвор, во ходникот на таа тема, бидејќи бараа појаснување. Ја само на брзина да повторам и верувам ќе биде доволно јасно. Значи, кога се работи за Христовата природа, каде што авторот на поуката напишал дека Христовата природа не била расипана од гревот, ние направивме разлика помеѓу Христовата личност. Значи, Христос како личност е безгрешен, е непорочен, свет, одвоен од грешниците и така натаму. И место зборот личност може да се каже Христовиот ум, Христовиот дух, дури Христовата душа, иако зборот душа најчесто се споменува во контексти кои што го подразбираат и телото. Но зборот природа, мислејќи на човечката природа, не можеш да го исклучиш телото никако. Човечката природа ја го опфаќа телото. Затоа е тоа погрешно. Значи, мора да се прави разлика помеѓу човечката личност, неговиот дух, кој што од секојаш бил свет, и неговото тело, па дури зборот природа, кој што го подразбира телото. А телото и такако било ослабено со многу илјадници години, генерации на грев, грешење и грешни предци. За втората утка, која што ја сметам за потешка, треба да разбираме дека постои разлика помеѓу поимот единороден син и првороден син. Во Библијата се користи првороден син, како што и самата поука убаво објасни. Зборот првороден, концептот на првороден се однесува на Христовата мисија. Неговото спасително дело и навистина нема врска со неговата природа. Затоа што првороден, објаснивме, испоред дела 13 глава, се однесува на Христовото воскресение. На тој настан се однесуваат зборовите од вториот псалм: Ти си син мој, јас денес те родив. Дури не на раѓањето во Витлеем, туку на воскресението се однесуваат тие зборови: Јас денес те родив. Тоа е концептот на првородството. И затоа и бил востановен празникот првина во Стариот Израел. И затоа Христос е првенец од умрените, бидејќи со своето воскресение е првородениот. И затоа што е првенецот. И тој концепт, значи, има врска со неговото спасително, откупително дело, а нема врска со природата. Меѓутоа, во истиот одсек, авторот напишал долу дека Христос како единороден син нема врска со природата, и тоа е тешка ерес, затоа што поимот единороден не треба да се меша со првороден. Единороден и tekako има врска со Христовата природа. Единороден има врска само со Христовата природа и со ништо друго. Христос бил единствен во својот род, Бого-човек, една личност со две природи. И нема друга личност во Вселената таква како него. И тоа и tekako, значи, има врска со неговата природа, а првороден нема врска со неговата природа, туку има врска со неговото откупително дело. И сега кога се родил Исус? Кога ја зел нашата човечка природа? Луѓето, така по-неупатените, а за жал тоа беа некои свештени лица од МПЦ минатиот век, тврдат дека Исус се родил на 25 декември. Дали е тоа точно? Не. Како прво, Исус се родил каде?
во Витлеем, јудејски така, значи во Јудеја. Нека биде Израел, ако сакате речете. Ако сакате речете и Палестина, не е проблем. Таму, каде што Исус се родил, никој евреин, никој припадник на Божиот народ, не го користел римскиот календар. Значи, никој не можел да рече дента кога Исус се родил, никој во Витлеем не можел да рече денес е 25 декември. Не можел да рече ни дека е 12 септември или 3 март, затоа што никој не користи римски календар. Значи, таквите именки, декември, септември, март, тие немаат врска со израелскиот народ. Да, кога Исус се родил, бил во сила оној јулијански календар, наречен така според Јулиј Цезар, и кој што бил воведен во 44-та година пред Христа, но во Рим, таму каде што Цезар владеел. И кој го користел римскиот календар? Римјаните. Евреите што користат? Си го користат, до ден денес си го користат својот еврејски календар. Интересно е што јулијанскиот календар царска Русија го користеше цело време додека постоеше, значи до 1917 година. Потоа болшевиците како верни кучиња на Западот и на Рим веднаш го сменија и го воведоа Грегоријанскиот календар. Има во една книга од Джонс, знаете, Джонс има напишано и некои пророчки книги што се занимаваат со Данијел и Откровение. И има напишано една книга која што се занимава само со големите светски сили од 19 век, од негово време. Мислам, насловот на книгата беше Големите империи од нашето време. Па таму ја споменува и Русија, тогашна царска Русија, и споменува како русите имаат се 12 дена позади нас и така натаму, заради разликата во календарот, јулијанскиот и грегоријанскиот календар. Исус не се родил на 25 декември, ниту на 7 јануари, всушност поголема глупост е тоа 7 јануари. Значи, јулијанскиот 25 декември да го нарекуваш со неговиот грегоријански, со неговото грегоријанско име. И дали воопшто се родил зиме? Не. Прво што би сакал да проучиме во врска со тајмингот или времето на Христовото раѓање е да почнеме таму каде што почнале мудреците од Вавилон. Така? Од каде? Значи, пазите, мудреците доаѓаат во Јудеја и што прашуваат? Тие прашуваат каде е царот, значи, каде е новородениот Месија. Меѓутоа, од каде тие знаеле дека тоа веќе било време кога Месија требало да биде роден? Од каде тоа го знаеле? Каде во Стариот Завет постои нешто, некој податок или информација кој што упатува на времето на доаѓањето на Месија, времето на Христовото раѓање во Израел? Рековме, тоа е пророчката книга на Данијел. И сега каде во Данијел? Каде беше во Данијел? 9 глава, точно. Данијел 9 глава е главата каде што се наоѓа пророштвото за, тоа е во 8-та претходната, 8.14, 9-та конкретно за 70 седмици. 70 седмици. Или како што се сеќавате на мојата проповед од 7 март 20 година, последната сабота пред затворањето,
Сега, рече се пред 2 години. 77-ки, така ја насловив. Може да се најде на YouTube каналот. Она што беше битно кога зборував за таа тема, зашто 7-ки, а не 7-ци, зашто така ги нареков. Во еврејскиот оригинал дори се употребува истиот број, значи множина, но машки род. Значи не седмицата и кај нас е женски род, зборот седмица, но и кај еврејскиот јазик шавуа и шева седмица како женски род. Па шавуот или празникот педесетница или буквално седмици, така се вика на еврејски педесетница, седмици. Шавуот е исто така множина од женски род. Но во Данијел седмиците се наречени со машки, значи плурал, множина, но машки род. Шавуим. Значи, како да речете, седмерец, не седмица, да го претворите во машки род. И со тоа, што сака да, веќе со тоа, со самото тоа, пророштвото, сака да не упати, да не броиме буквални седмици. Значи, период од 7 дена, туку да броиме период од 7 што? Ако не дена, што? Години. Според она во Езекијел, ден за година ти определив. Да отвориме таму во Данијел 9 глава. Ово проучување како имам неколку саботи, може да фати и 3 саботи до таму 12. А може ќе го завршам следната сабота, не знам од напред. Важно сакам да истакнеме се што е битно. Значи сега не е работата сега да бараме кој месец се родил Исус, а да го скокнеме сето она што прво мудреците вавилонски го знаеле, односно изворот од каде што тие проучувале. Но нема па детално да ги проучуваме пророштвата од Данијел 9 глава, бидејќи на таа тема, освен споменатата проповед 77-ки од 20 година, еднаш и порано исто така, мислам, беше 12 година, имав посебна проповед за 70 седмици, и таа ја имаме на YouTube каналот, во малата сала, тогаш кога зиме одржувавме во малата сала редовни богослуженија. Нема да ги кажувам сега сите работи што веќе ни се познати, но да се подсетиме само на оној елемент кој што е битен онака сезонски, да речам. Значи, 70 седмици почнуваат кога, се сеќаваме? Која година? Ова се основите на адвентизмот. Од која година почнуваат 70 седмици? Сега, ниту ќе го докажуваме тоа, нема ни време за такво нешто. Тука само дали на памет се сеќавате. Од кога почнуваат 70 седмици? Која година? Од, значи, тоа што го пишува таму, ангелот вели, затоа знае дека од времето, од денот кога ќе излезе заповед, како стои точно напишено, Данијел 9 глава, 24 стих, да, 25-тиот после тоа. И така знае и разбери, од времето кога излезе законот, вели овде, за обновување на Ерусалим. Заповедта, или во еврејскиот оригинал стои словото, од времето кога излезе словото за обновата на Ерусалим. Значи, која година е тоа? Според прифатената хронологија на Стариот век. 400? Есента 457. Поточно, царот Артаксеркс го издал декретот на пролет, од кога и почнувало да се смета годината, и на персиските цареви,
и кога и почнувала годината израелска, бидејќи пасхалниот месец, Авив или Нисан, според Господовата уредба, уште во времето на Мојсей, бил првиот месец во годината. Но зошто, тоа го кажав и пред 2 години, го кажав, мислам и тогаш во малата сала пред 10 години, зошто почетокот на 70 седмици го сметаме од есен, иако персискиот цар декретот го издал на пролет. Затоа што, ова ќе ве подсетам, тогаш го кажував, затоа што во древниот Израел, почетокот на јубилејната година, а меѓу два јубилеја што имаше? Почетокот на саботните години, мислам дека таа проповед се викаше саботните години, таа од пред 10 години, не се сеќавам. Најдобро мислам дека така беше. Ке провериме во лаптопот подоцна. А ова од пред 2 години се сеќавам, 77 ки. Саботните години израелците ги сметале од есен до есен. Саботните години, знаете кои беа саботните години, нели? Дали сега зборувам шпанско село, да не осеа шпанско село? Дали ме следите, дали сте во тек? Се сеќавате што беа саботните години, да не треба и тука да ориентирам. Значи, секоја 7 година Господ наредил земјата да се одмора, тогаш да не се обработува. Тоа била така наречената саботна година. И потоа 7 години подоцна била следната. Да, и 49-та и таа 49-та во еден јубилеен циклус била саботна година, бидејќи 49-та, 7 по 7. А следната 50-та била јубилејната. И така се сметале и саботните години и јубилејните години. И сега, кога пророштвото вели 70 седмици, ангелот така му вели на Даниил, 70 седмици се определени за твојот народ и така натаму, што пише во 24 стих од 9 глава. Веќе самиот поим 70 седмици, значи, рековме, не се однесува на 7 дена, седмици, буквално, туку на период од 7 години. А тоа веќе што значи? Значи, саботните години. Даниел, кога се почнува да се моли на почетокот од 9 глава, вели дека во првата година од царувањето на Дарий, синот на Ксеркс, од Мидијски род, кој беше поставен за цар над Вавилонското царство. И потоа, јас во првата година од неговото царување, јас, Даниел, втор стих, го разбрав според книгите, според пророштвото на Еремија, бројот на годините според словото што му го беше кажал Господ на Еремија, дека 70 години ќе се навршат над опустошениот Ерусалим. Значи, Даниел живеел во време, сега веќе во длабока старост, кога одамна поминало и Вавилонското царство и сега веќе бил премиер на Персиското, живеел во време кога се исполнувале или наближувало исполнувањето на што? На тие 70 години што Еремија ги пророче, дека толку ќе трае Вавилонското робство. И сега Даниел и секој друг израелски патриот и верник на Господа со голем ентузијазам, со голема радост ги читал овие зборови на Еремија. 70 години веќе се наближувале. Даниел очекувал Ерусалим да биде обновен. Даниел очекувал еврејскиот народ, неговиот народ да биде вратен во светата земја, во красната земја. Тоа значи Ханан, красна земја. Ханан значи прекрасен. И името Јаханан или Јован или Јахја или Јохан или Хуан или Џон или Јани, значи Јахве е прекрасен. Ханан прекрасен, или затоа стои непреведено на некој место во Даниел красната земја.
Тоа е хананската земја, само како преведеш тоа хананска, ќе биде красната земја. И сега, му доаѓа ангелот подоцна, на крајот од неговата молитва. Значи, Даниел очекува да се навршат 70 години проречени од Еремија, и му доаѓа ангелот и му зборува за 70 седмерци, така да ги наречеме, бидејќи во еврејскиот јазик се во машки род, множина. Значи, не се мисли на буквални седмици од 7 дена, кои што завршуваат со саботен ден, но тогаш на што се мисли? Па се мисли на години, бидејќи наместо 70 години, сега 70 седумки од години. Значи се мисли на саботните години. И евреите ги сметале саботните години од есен до есен. Поточно од првиот ден од младина или празникот на трубите, првиот ден на 7-миот месец, до следната младина, се мисли годишниот празник на трубите, првиот ден од 7-миот месец, се сметала саботната година. Значи, од есен до есен, саботната година. Значи, од Рош Хашанах до Рош Хашанах, според денешното празнување на евреите, нивната нова година на есен, првиот ден од 7-миот месец или празникот на трубите. Но јубилејната година ја сметале од Јом Кипур до Јом Кипур. Тоа беше исклучак. Само јубилејната година, 50-та, секоја саботна од 1.7. до 1.7., а само јубилејната од 10.7. до 10.7. Од еден Јом Кипур до наредниот. Значи, овие 77-ки, она што го истакнувам сега за нашето проучување, е период кој што се смета од есен. Од есен до есен. И, што вели понатаму пророштвото? 25 стих, значи го прочитавме првиот дел. И така разбери, знај и разбери, од времето кога излезе законот или декретот или заповета или словото за обновување на Ерусалим, до доаѓањето на помазаникот Божји се 7 од овие седмици или седумки, но, дали тука само останува? И 62 седумки. Овде во овој превод го расипале пророштвото и 62 седмици ги преместиле, вака гласи тука стихот. Значи, до доаѓањето на обновата на Ерусалим до доаѓањето на помазаникот Божи се 7 седмици, точка. И потоа вели, потоа ќе биде обновен Ерусалим со улици и ѕидини и ќе обстои 62 седмици, а тоа ќе биде тешко време. Ја сгрешија. Треба вака. До доаѓањето на помазаникот Божи се 7 седмици и 62 седмици и потоа следи тој дел Ерусалим ќе биде ќе се гради, ќе се обновува неговите улици, ѕидините, но во тешко време. Значи тој вториот период се 62 седмици од вкупно 69, 7 плюс 62, кои што достигаат до помазаникот Божи, односно до Исуса Христа. И кога вели потоа 26 стих и по 62 седмици, значи се мисли целиот период од 7 плюс 62, 69 седмици, помазаникот ќе биде предаден на смрт. Овој превод вели неправедно, некои преводи велат, но не за себе. А градот и светилиштето ќе бидат разрушени од народот на водачот што ќе дојде, и крајот ќе му биде како од поплава, и до крајот на војната ќе има опустошување, и така натаму, и после 27 стих зборува за последната 70-та седмица, но нас не интересира сега до доаѓањето на помазаникот Божи, се 7 плюс 62 седмици, вкупно 69 седмици, или 483 години. Од кога до кога траеше една саботна година? Од есен
до есен. Според тоа периодот од 69 седмици, кога завршува? Во есен, да. Бидејќи почетокот на целиот период, есента 457 година пред Христа, во времето на Езра и Неемија. И сега, секој период, и првите 7 седмици, и вториот период од 62 седмици, сите тие завршуваат во есен. Почнуваат од есен до есен. И последната 70 седмица од есен до есен. Која година е таа каде што завршуваат овие 69, значи пред 70-та, а тогаш започнува 70-та седмица. Значи е некоја есен, кога? Од 457 пред Христа, 483 години подоцна, до кога? Која година? Ајде, нижа математика е ова. Која година завршуваат 69 седмици? 27-ма, точно. 27-та година од новата ера, тоа е времето, или есента 27 година, тоа е времето до кога допираат до помазаникот Божи, допираат овие 62 седмици, односно вкупно 69 од почетната точка, 457 пред Христа. Значи на есен, така? На есен. На есен 27-та година. Но кога дошле мудреците во Јудеја? Мудреците овие од Вавилон, во времето на Ирод, уште било пред Христа. Која година било пред Христа? Односно, Христос се родил некоја година пред Христа, заради таа грешка на римскиот монах Дионисиус Ексигуус во 6 век, така наречената христијанска ера, погрешна се смета за 4 години. Има грешка од 4 години. Значи, Христос е роден есента, 4-та година пред новата ера, и есента 27-та година од новата ера, има колку години? 30 години, а кој ни го кажува тој податок дека Исус имал околу, вели, околу, не точно, но околу 30 години, кога ја започнал својата служба? Лука ни го кажува, да. Каде ни го кажува тоа? Да отвориме втора глава или трета? Каде беше? Ајде малку да го вежбаме мозокот, односно умот, нашата природна апликација. Кај се наоѓа тој стих? 3 глава. И тука имаме еден интересен хронолошки податок. 23 стих. Кога почна Исус да проповеда, имаше околу 30 години и сега после тоа го реди неговиот родослов назад дури до Адама, до првиот човек. Значи, ја детектиравме годината на Христовото раѓање, 4-та година пред новата ера, во која сезона според Даниел, според Даниловите 70 седмици, неговото пророштво, есен. Но ајде некој ќе рече, штом Лука вели околу 30, може би немал точно 30, може би му фалел уште некој месец до 25 декември, за да наполни 30. Но досега, според Даниел, грубо речено, Исус треба да е роден есен, 4-та година пред новата ера. Имаме и други хронолошки податоци.
Оваа трета глава од Лука почнува со кои зборови? Во 15-та година од владеењето на царот Тиберий. Оној цар кој што преку лето многу сакал да се одмора и да живее и да владее од островот Капри. 15-та година од Тиберий. Многу важен хронолошки податок што ни го дава Лука. Само да резимирам за денешното проучување, продолжуваме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Според Даниловите пророштва за 70 седмици, Исус треба да е роден кога? На есен, бидејќи 70 седмици почнуваат на есен, и тој има 30 години на есен, 27-та година од новата ера, што значи, би значило дека е роден на есен, 4-та година пред новата ера, но тоа не е се. Ајде да дозволиме некој да рече, бидејќи Лука вели околу 30, може би есента не полнел точно 30, може би му фалил уште некој месец до 25 декември. Имаме ли други податоци, само од Светото писмо, за точната сезона кога бил роден Исус? Продолжуваме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. На 5 февруари. Оче наш, ти благодариме за Твојата голема милост, за Твојата добрина, за Твоето водство и благослов оваа сабота. Те молиме, нека благословот и пораката што ни ја упати денес преку брат Мики продолжи да живее во нашите срца во оваа нова седмица. Распуштина во Твојот мир, биди со сите нас, биди со мнозина кои што се болни, но и со сите кои што се разочарани и обесхрабрени. Те молиме, Господи, за голема храброст и голема утеха за сестра Асенета, за брат Раде, за целото семејство, Те молиме за сестра Стевка, за Катица, Стојан, нивната керка исто така. Има здравствени проблеми. Те молиме за Андреј наш. Ти благодариме што го гледаме често во последно време на овие богослуженија, дури и во среди и петоци. Те молиме, Господи, имаме прекрасни новости дека Крсте е и на пат на духовно исцеление после ова големо искуство за него. Те молиме тоа да продолжи тој процес и за целото негово семејство. Сето ова те молиме, Господи, води ни чување во новата седмица, а за тоа те благодариме во Христово име. Амин.